Со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Предлозите на владата за нов министер за здравство и нов заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство во понеделник ќе се најдат пред пратениците. Собранието седницата ја закажа за понеделник во 11 часот, а пратениците ќе расправат за предложените имиња на овие функции. Азир Алију е предложен за министер за здравство, а за заменик министер на министерската позиција во земјоделство е предложен Албрим Хоџа. Азир Алију е поранешен министер за информатичко општество и администрација и е дел од Алијанса за албанците која остана во коалицијата Вреди по оставката на 15 мај годинава на Арбен Таравари и неговата одлука да се замине во опозиција. Комитетот за надворешни работи на Европската комисија го одложи гласањето на извештајот за напредокот на Македонија. Предлогот дојде од известувачот Томас Вајца, откако беше жестоко нападнат од бугарските европратеници, бидејќи во извештајот јасно го констатирал постоењето на посебниот македонски јазик и идентитет. Македонската влада е свесна дека во оваа ситуација од неа не зависи ништо, но има став дека извештајот треба да биде изгласан онака како што го изготвил известувачот Вајц. Следното гласање е закажано за 24 јуни. Известувачот на Европскиот парламент за Македонија Томас Вајц го одложи гласањето за напредокот на земјата на состанокот на Комитетот за надворешни работи на парламентот. Иако на стартот на расправата побара гласањето да биде одлучено за 24 јуни, Вајц тврди дека цврсто стои позади содржината на извештајот. По обвинувањата на бугарските европратеници дека имал тајни средби со македонски представници во пресред на гласањето, Вајц им порача дека нема намера со извештајот да се решаваат билатералните прашања. I must say that I absolutely stand behind my report. All groups have been involved into the negotiations. All groups have participated in forming these compromises. This is a report of the European Parliament and the European Union to the state of accession when it comes to the country of North Macedonia. This report is not intending or is not there to solve bilateral issues between Bulgaria and North Macedonia. Still, we know that also bilateral relations, but also the let's say, rule of law, treatment of minorities, communities, and so on, is a European issue. However, I would like to ask for a postponement of the vote of this report to the 24th of June. По случувањата во Европскиот парламент од македонската влада за Сител вела дека одложувањето не е работа која зависи од нас, но цениме дека е резултат на нашите напори извештајот да биде изгласан онака како што беше предложен без никакви промени. Во овој извештај за прв пат се употребуваат термините посебен македонски идентитет и посебен македонски јазик, а токму поради ова бугарските европратеници бараат на оваа формулација да биде вметната придавката сегашен. Македонскиот државен врв ваквите обиди од бугарска страна да се наметнат нивните позиции веќе ги оцени како неприфатливи. Истовремено беше испратена и порака до Брисел дека ова е шанса за Европа да ја исправи историската неправда нанесена на нашата држава. Македонија очекува поддршка од мнозинството европратеници за извештајот, откако премиерот повика македонските партии да лобираат кај нивните сестрински европски партии. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. На домашната политичка сцена нова интерпелација. Дој бара пред собранието на одговорност да биде повикан председателот на Уставниот суд, бидејќи според нив го прекршил уставот во постапката за укинување на дел од членовите во Законот за јазиците. Ситуацијата е ретка, бидејќи токму интегративците беа тие кои во 2018 гласа Костадиновски да стане уставен судија. Не кријат дека се свесни дека и да помине интерпелацијата за Костадиновски нема никакво влијание за неговиот мандат, но сакале да се дебатира во собранието. Дој поднесе интерпелација за председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски поради тоа што смета дека првиот човек на ова тело се однесува навредливо кон албанскиот јазик и Законот за јазици чија уставност ја преиспитува судот. Покажува субјективност пристрасна со барањето за одговор од Венецијската комисија за стандардите за употреба на јазиците на малцинствата, неговите малцинства, што јасно покажува дека нејзината тенденција е да ја минимизира употреба на албанскиот јазик
или на јазиците на другите немножински заедници. Го крши Уставот и законите со класифицирање на законот на добар и лош. Од ДУИ, иако знаат дека интерпелацијата не значи разрешување, ниту има некаква правна сила за мандатот на Костадиновски, сметаат дека председателот на Уставен треба да се појави пред пратениците за отчет. Тврдат дека иницијативата не била политички мотивирана за да влијаат врз одлуката на судот за законот за јазици. Власта засега без коментар за ваквата интерпелација на ДУИ, но тие и претходно сметаат дека интегративците бараат начин да влијаат врз работата на судот. Од Уставен пат тврдат дека ваква собраниска иницијатива за уставен судија не е возможна. Уставот на Република Северна Македонија не предвидува никаква можност за разрешување на уставен судија ниту од страна на законодавната, ниту од извршната власт. Институтот интерпелација, предвиден во членот 72 од Уставот, во никој случај не се однесува и не може да се примени за уставните суди. Во спротивно, се губи смислата на Уставниот суд и се прави тешка повреда на Уставот од причина што на тој начин се прави упат во четвртата така наречена уставно-судска власт, во самостојноста и во независноста на Уставниот суд, коментираат од судот. Уставниот суд лани отвори постапка за утврдување на уставноста на одредени одредби од Законот за употреба на јазиците. Постапката времено е одложена, бидејќи се чекаат одговори од Венецијанската комисија. ДУИ веднаш по покренувањето на постапката протестираше и се закануваше со радикализација, а судиите албанци не сакаат да учествуваат во подготвителната сесија. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Објавениот податок за раст на БДП за 3% е добар сигнал дека економијата заздравува. Според експертите, благото заживување кај бизнисот веќе се чувствува и е резултат на стабилизацијата која започна лани. Задоволна е и министерката за финансии, која констатираше дека резултатите се меѓу 5 најдобри во Европа. Апсолутно гледаме знаци на фискална консолидација, меѓутоа таа се уште е недоволна за да постигне една цел која што ќе значи да даде значајна поддршка на монетарната политика во делот на конечно стабилизирање на инфлацијата, да кажеме на некоја долгорочна цел од околу 2%. Така што во однос на фискалната политика е битно таа да биде и да ја зголеми својата прудентност, се разбира вклучително и во делот на платите и пензиите. Раст од 3 и над 3% последователно во 3 квартали е потврда нашата политика што ја најавивме за стабилизација на макроекономската состојба и можноста да стартуваме со политиките кои што ќе не водат кон забрзување на економската активност на домашната економија и повисоки стапки на економски раст. Сето ова е подкрепено со политиките што ги водиме и нашата визија за економски просперитет. Од почетокот на годината, скоро 11 милиарди денари од буџетот се вбризгани во економијата преку компаниите кои што работат на изведба на инфраструктурни проекти. Поради долг од 2,5 милиони евра, приватните превозници престана да се обраќаат во Скопскиот јавен градски превоз. Околу 200 автобуси остојат паркирани и бараат ЈСП да им ги исплати парите. Вела дека немаат веќе пари за нафта, сервисирање и за да поделат плати на возачите. А во ЈСП молка. Не ги исплаќаат, директорот вели дека не може да ги исплати затоа што нема добиено верификувани извештаи од градот Скопје. Се дека не ги добија тие верификувани извештаи, нема да не ги уплати средствата. ОКЦ, тоа е диспечерскиот центар на ЈСП, го изготвува месечниот извештај и го доставува на проверка на втора контрола во мониторинг. Во меѓувреме, паралелно и двата центри го контролираат, меѓутоа мониторинг го верификува. Откога ќе го верификува мониторинг, го враќа до ЈСП, ЈСП ни го доставува на нас за да можеме ние да доставиме фактура за наплата на средствата. Следниот месец ќе има летни олимписки игри младински олимписки игри во градот Скопје. Значи ќе имаме многу странци во градот Скопје кои што ќе имаат потреба и од превоз. Јас се надевам дека нема да дојде до тоа, ќе смогнат сили, значи градските власти и пред се во моментов ЈСП за да не ги уплати средствата. Триумф на ракометни